СДС успеа за само една година и пол да ја врати Македонија назад за 30 години. Освен црнила, порас на сите полиња, најлош животен стандард од осамостојањето на Македонија до денес, уназадување на економијата, ниту една странска инвестиција, катастрофално здравство, образование и најважно распродажба на националните интереси, нема што да им понудат друго на граѓаните. За година и пол имаме огромно секојдневно задолжување, а нема ниту еден значаен реализиран проект. Иако ветуваа брда и долини, повисоки плати, нови инвестиции, нови вработувања, ветуваа дека ќе ги вратат младите во државата, засега ништо од сето тоа. И со секој изминат ден, не само што покажуваат дека не прават ништо корисно, туку напротив го урнисаа и она што беше изградено во наше време. Јавноста мора и треба да знае каде се трошат парите. Падот на скалата на doing business се должи токму на нивната неспособност. Сите оние статии во кои Македонија се рангира како најлошо, најмизерно место за живење во светот, со најмалку среќни граѓани, се должат директно на погубните политики на владата на СДС. Ветуваа и дека ќе ги вратат парите кај граѓаните. Уште едно од низата лажни ветувања, кои се покажаа како ветувања за ситни политички поени. И наместо да имаме подобри услови за живот, имаме воведување на нови даноци, дополнително буричкање во џебот на народот, полнење на буџетот со нови давачки на маката на обичниот работник, за накрај да не се знае трагата на тие пари. Кога ветија дека ќе донесат живот, сигурно мислеа на живот за своите најблиски роднини, пријатели и партиски активисти. И додека секојдневно сведочиме за гол популизам од невиден размер, за непотизам, вдомување на високи позиции на деца, пријатели, роднини, на високи партиски функционери од редот на СДС, земјоделецот и понатаму едва и врзува крај со крај. Нема 500 евра плата, нема 100.000 денари плата за лекарите, нема нови инвестиции, нема нови работни места за обичниот народ. Она што го има е црнила почитувани со граѓани, распродажба на светото македонско име и идентитет, понижување на македонецот. Почитувани македонци, токму поради сето ова, ве повикувам сите вас во сабота со почеток од 13 часот пред театарот Војдан Чернодрински во Прилеп да ни се придружите на протестен марш каде сите заедно ќе и порачаме едно големо не на оваа ненародна и предавничка власт. Сите заедно ќе се спротивставиме на неправдата направена на секој еден граѓанин, ќе се спротивставиме на ова црно време во кое живееме. Затоа што секој изминат ден власт на СДС е залудно потрошено време кое остава катастрофални последици. Само така, заедно, сплотени, ќе успееме да го осветлиме патот по кој Македонија мора да продолжи да чекори напред.